Благодарам, председателе. Почитувани медиуми, почитувани граѓани, почитуван председателе на владата, почитувани колеги, пратеници, преку денешната реконструкција на владата, граѓаните очекуваат да слушнат зашто, односно кои се тие резултати за кои пред 2 години ја дадоа довербата на оваа влада, што добија од оваа влада, дали добија подобар животен стандард, дали земјоделците беа почитувани, дали нивната макотрпна работа се почитуваше од оваа влада, дали добивме заштитени работнички права, дали добивме подобра економија, подобро образование, подобро здравство, достоинствена минимална плата, дали добивме власт без скандали, министри со резултати. Ке разговараме за ветеното наспроти реализираното, но со факти и бројки, а не како што слушаме изминатите 2 години само реклами и пропаганда. Суштинското прашање денес е зошто е оваа реконструкција. Дали проблемот бил во изборот на министрите или пак проблемот бил во политиките. Во изминатите 2 години секојдневно слушаме од власта како политиките се успешни, како имаме резултати и дека оваа влада е најуспешна од сите досегашни. Ако е така, прашањето е зошто тогаш ни е потребна реконструкција. Доколку одговорот е министрите биле успешни, ги оствариле целите зацртани во владината програма, логично е да си го поставиме прашањето зошто ги менуваме. Ако пак и едното и другото не функционирала, а очигледно е така, тогаш реконструкцијата не е решение, туку признание дека владата постигнала во изминатите 2 години 0 резултати. Пред 2 години, токму од оваа влада и од оваа говорница, беше ветувана нова ера. Беше ветувано дека проблемите ќе се решаваат брзо, дека институциите ќе функционираат подобро, дека ќе имаме економски пресврт, правда и крај на партизацијата. Се ветуваа намалени даноци, раст од 5% на БДП и годишна инфлација од 2 до 2,5%. Се ветуваше намалување на сиромаштијата и сивата економија. Но што имаме денес? Инфлација од 4,8% со тенденција да расте, на храната и над 10%, сивата економија само во првиот квартал од оваа година, во споредба со претходниот квартал, зголемена за 4,3%, синдикална кошничка скоро 70.000 денари, пат на странски инвестиции, пат на индустријско производство, пат на вработените во индустријата. Неисплатени субвенции, понижени земјоделци. Во новата ера се ветуваше секоја буџетска година зголемување на правата од социјална и детска заштита за 10%. Се ветуваше достоинствена минимална плата. На земјоделците им ветуваат дека ќе има сигурен пласман, високи откупни цени и поголеми субвенции. Се ветуваше вистинска подршка за земјоделците и сточарите. Се ветуваше иднина овде во Македонија. Демографски политики кои ќе не убедат дека власта има јасна цел како да се справи со демографските предизвици. Дека ќе има буџет кој ќе покаже дека намерата е честна, вистинска, а не пиер пропаганда. Ама не рекоа дека буџетот ќе го скратат дури за 50 милиони денари со ребалансот кој што е во собранијска процедура. И во здравството имаше ветување за подобар здравствен систем, во образованието, во културата, во спортот. Ветување за нова ера, ама само за пред камери. Граѓаните не живеат од пресконференции на кои власта зборува за економските резултати. Не живеат од лажни реклами и пропаганди. Работниците живеат од својата плата, земјоделецот живее од своето земјоделско производство. Ранливите категории живеат од надежта дека оваа власт конечно ќе се сети на нив. Меѓутоа, очигледно, таа надеж ќе биде залудна.
Родителите чии деца се уште се овде живеат во страв дека и тие ќе се иселат затоа што децата на нивните роднини, пријатели, комшии масовно се иселуваат. Имаме минимална плата од 26.000 денари, а можеше да биде повисока. Ама власта реши, наместо социјален диалог, да има навреди и понижувања на синдикатите. Имаме стапка на сиромаштија од 22% и индекс на нееднаква распределба на приходите од 30%. Според Државниот завод за статистика, сиромаштијата кај децата и младите на возраст до 17 години е 29,5%. Кај многочлените семејства 54,8%. Кај самохраните родители 45,8%. И на овие бројки ќе кажете дека граѓаните денес живеат поубаво? Дали? Дефинитивно не. Дали во буџетот има средства за решавање на овие проблеми? Нема. 2 години се заборавени и работниците и ранливите категории на граѓани. 2 години се заборавени и лицата со попреченост, нередовна исплата на социјална и детска заштита, нередовна исплата на средствата кон давателите на социјални услуги, нередовна исплата на средствата кон лицата со попреченост вработени во заштитните друштва. И за мајките по завршувањето на породилното отсуство ветувавте дополнителна финансиска поддршка преку поврат на уплатен данок на личен доход. И од ова ништо. 2 години нула резултати, 2 години многу ветувања, нула реализација. Нема пари, ама власта секојдневно не убедува дека сме трета економија во Европа. Може да сме високо рангирани само по неконтролираното задолжување на државата и земањето на кредити кои што ќе ги исплаќат следните генерации. Може да сме високо рангирани по дефицитот во буџетот кој со ребалансот достигнува 4,1%. Може да сме високо рангирани и по пропагандата и лажните реклами. Да, и рекордери сме по бројот на добиени одговори од младите луѓе кои ќе ги прашате дали ја гледат својата иднина овде во Македонија. 99% ќе ви кажат не. 2 години беа доволно време за да се почувствува дека нешто се подобрило, доволно време за граѓаните да кажат живееме подобро, ама тоа нема да го слушнете од нив. И 2 години се доволно да научите оти бесконечно не можете да плачете и да повторувате во каква состојба сте ја превзеле власта. Граѓаните не ви го дадоа мандатот за да плачете, туку за да испорачите резултати. На 2 целосно ваши буџети во кои треба да се осликуваат владините приоритети, да се види вашата јасна визија, да зборувате за претходната влада, е де факто неспособност во испорачувањето на резултати. Замената на неколку министри нема да ги намали цените, нема да ја зголеми минималната плата, нема да ја намали синдикалната кошничка. Власта има обврска да го слуша народот и нивните потреби и приоритети, да ги преточи во политики кои што ќе дадат резултати. Со оваа реконструкција не се менуваат политиките, не се поправаат грешките и не се превзема одговорност. Се менуваат само фотелите, додека истите луѓе продолжуваат да управуваат со државата. Реконструкцијата сама по себе е признание дека владата не испорача резултати. Внатрешни работи, одбрана, финансии, надворешни работи, образование остануваат во исти раце. Само се вртат столчињата за да се создаде впечаток дека нешто се менува. Ниту една сериозна реформа не е направена, ниту еден крупен проблем што ги мачи граѓаните не е решен. Само се прераспределуваат министерските фотелји меѓу истите луѓе и нивните сателити. Председателот на владата го префарба истиот криминален систем за да може уште некое време да го одржува на власт. Македонија не може да оди напред со стара влада во нова амбалажа. Реконструкцијата не е нов почеток, туку континуитет на процесот кој веќе 2 години ја турка државата во погрешна насока. Театарот е ист, глумците исти, само оделата се нови. Благодарам.